за постот денеска. Во насока на тоа ќе почнам со една шала за еден Петко кој што кога постел никогаш ни збор не изустувал. Зошто? Се плашал да не си ги готне зборовите. Инаку постот не е исклучиво христијанска практика. Знаеме дека атеисти постат, знаеме дека доктори исто така го препорачуваат како една телесна придобивка. Во последно време популарен, ако сте виделе, и оној испрекинат пост, или на англиски се нарекува intermittent fasting, каде што, пример, се јаде, да речеме, од 12 до 6 часот, во останатото време не се јаде. На интернет ќе најдете најразлични ставови за постот и најразлични видови на пост ќе најдеме. И има разни мислења околу тоа што е постот, има различни мотиви заради кои луѓето одлучуваат да постат. Сега како ние да го дефинираме постот како христијани во христијанството и каков треба да биде нашиот став за постот. Тоа дефинитивно ние го правиме не само ставот за постот, туку и за било што друго. Нашиот светоглед генерално го градиме врз основа на Божиот збор, кој што знаеме дека е вистинит, и преку добрата пракса на црквата низ историјата. Да рекол, добрата бидејќи црквата имала тенденција од време на време да застранува во одредени аспекти. Значи, го градиме ставот врз основа на Библијата и на црковната историја. И пред да отвориме Библијата, да погледнеме, накратко да го видиме денешниот став кој бил за постот. Да видиме ако некој ваш пријател, кој што, пример, не го интересира религија воопшто, ве праша што е тоа пост, што би му одговориле? И ќе отворено прашање, може слободно да кажете. Кога некој ви прашал што е тоа пост, што прво би му кажале, мислам, како би му одговориле? Да се воздржување од Задоволство. Воздржување од задоволства, храна, од интернет игри. добро, значи воздржување од интернет, од игри, од други работи. Со цел да се посветиш на Бог. Значи ова последно иста. Зошто? Со цел да се посветиш на Бог. Значи тука отприлика ќе се движи и темата. Значи нашиот македонски речник како го отвориме, првата дефиниција што дава за постот е воздржување на верниците од мрсни јадења во одредени денови. И мислам не е изненадување тоа со мрсни јадења, бидејќи живееме во земја доминантно со православна позина, каде што православната црква така го одредила пример постот со одреден парцијално, значи со одредено воздржување од одредена храна која што се нарекува мрсна храна, и затоа во таа насока и оваа дефиниција. Или во втората дефиниција видите оно што го кажавме. Првенствено во однос на храната, но зборот често пати добива и друга конотација со текот на времето. Примерно што првенствено би било воздржување од храна, затоа му гледаме дека другото значење е воздржување од претерано уживање во одредени задоволства. Сега некој може да каже оно што го говориме. Постот не е само абстиненција од храна, туку од било која друга работа која што ја попречува нашата врска со Бог. И тоа е точно, дефинитивно има многу работи кои што ги напоменавме, кои што ни ја попречуваат таа врска, да речеме особено екраните во денешно време, колку голем дел од нашето време одземат, и тоа може би една препрека за нашата целосна посветеност. Но фактот е дека да се пости првенствено значело делумна или целосна абстиненција од храна. И сега ако човек абстинира, пример да каже еве постам од Facebook или од не знам од други работи, ја не би се борел да се коригираме сега ако кажеш ти постам, не кажи постам, абстинирам затоа што постот се однесува на храна. Значи не бидел до толку да ги исправаме луѓето, сепак значи кажуваме постот е храна, но со текот на времето добива и ваква конотација. Еден црковен отец од 12 век рекол, Григорий Палама рекол, постот е како против отров за недостигот на самоконтрола и ни дава свесност за нашето однесување. Значи дава свесност за нашето однесување. Всушност, воздржувањето од храна го гледале многу често како една основа за воздржување понатаму од сите други телесни страсти кои што може да не надвладеат. Како што реков, ќе започнеме во Библијата. Зборовите, битно е да видиме кои збори Библијата ги користи за пост. Значи зборовите кои што се користат, сом, едниот збор е сом, како може да запомне како сом рибата сом, значи да си ја покриеш устата.
односно значува во Библијата ниту јадење, ниту пиење. Другиот збор кој што се користи во Стариот Завет е анах, и ова е синоним на овој збор, но се употреба во повеќе ситуации и во главно означува да покажеш понизност или како да се смириш. На англиски било to afflict. Значи може да се однесува на пост во кој што не се јаде, но се пие, или пак се однесува на парцијално абстинирање од одреден вид на храна, како што е во случајот со Даниел. Во Новиот Завет зборот кој што се користи е нестеија, едноставно означува не јадење. Значи овие се тие збори кои што се користат во Библијата, и од тоа може да заклучиме дека кога станува збор за пост се однесува на абстиненција од храна, понизување и смирение. Ако отвориме од првите страници на Библијата, ќе видиме дека голем дел од црковната традиција вели дека постот бил воспоставен дури во Едемската градина. Значи, дека Бог им заповеда на Адам и Ева дека не смеа да јадат од еден плод во градината. Значи, гледаме дека имаат уште од почетокот рестрикција на храна. И кога ќе ја проанализираме таа ситуација, ќе видиме дека кога сатаната ги искушува, може да отворите, значи слободно да отвориме во Битие, 3 глава. Ако сакате да следите во Битие, 3 глава. Кога змијата, конкретно ќе прочитам 4 стих, кога змијата и вели на жената, значи кога ја прашува дали не смеете да јадете од ништо, дали жената века не смееме да јадеме од се само за плод на дрвото што е за познање на доброто и лошото, не смееме да јадеме. И змијата и вели, не навистина не ќе умрете. Искушението што е, се вели, туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите и вие ќе видите како Бога распознавајќи го доброто и злото. И ако имаме првенствено, значи искушението не беше толку многу кон храната, беше кон тоа да не му веруваат на Бог за оно што тој го има за нив и да они самите станат богови, значи преку тоа што ќе го јадат тој плод. Но сепак тоа, значи ако тоа беше главното искушение на сатана, сепак средството преку кое што дојде е храна. И тоа не може да се занемари. Значи можеме да кажеме дека постот влече корени уште од самиот почеток на човекот. Потоа го видиме на истиот начин. Сатаната го искушува и вториот Адам, односно Исус во пустината. Откако постеше 40 денови, што му кажат, значи сатаната, ако си ти син Божи, кажи им на овие камења да станат лебови. И ако погледнеме и тоа искушение кој што го има сатаната кон Исус, тука има многу повеќе од тоа само дека е искушение кон храна. Значи тука станува збор за неговиот идентитет, ако си ти син Божи и други работи кои што се поврзани тука, но сепак пак тука доаѓа до искушение за храна и битното е дека Исус го победува тоа искушение онаму каде што Адам падна. И тој тука покажа вистински дека човекот на вистина нема да живее само од леб, туку од секој збор што излегува од Божјата уста. Понатаму хронолошки ако продолжиме од почетокот, првиот човек кој што постел е Мојсей, кој што 40 дена ниту јадел, ниту пиел, додека беше во Божјото присуство. Нели на Хорив, на планета Хорив, каде што Бог му ги даде 10 заповеди, потоа Мојсей се симнува, го гледа народот дека западнал во идолопоклонство, се нервира, ги фрла, значи, двете плочи и потоа се враќа и уште еднаш прави, значи, 40-дневен пост без јадење и пиење. И сега ова се нарекува апсолутен пост, каде што ниту храна, ниту вода. За 40 денови тоа не е возможно. Значи, ова е надприроден пост, каде што знаеме дека бидејќи бил со Бога, Бог надприродно го одржува него во живот. Инаку Мојсей е представник на законот, потоа го имаме Илија, кој исто така постал 40 дена без храна и вода, тој е пак представник на пророците. И инаку ако се сеќавате на преображението Христово, овие двајца се појавуваат, значи Илија, Мојсей и Исус. Инаку популарно некои ги нарекуваат клуб 40-ка, оние кои што имале 40 дневен пост. Значи понатаму, ако продолжиме, имаме разни постови кои што се во Стариот Завет. Имаме пример 3-дневен апсолутен пост кој што
Естира го заповеда во време на опасност и криза. Понатаму еден дневен пост во времето на Езра како знак на покаяние и жал за таа состојба на народот, односно дека не се грижа нели за Божјиот закон го заборавија. Знаеме за ниневиците, на кои што Јона им проповедаше, кои што преку своето покаяние со пост го одвратија тој Божји гнев и Бог не ги уништи. Понатаму ќе спомнеме и за Даниел, дека Даниел имаше еден вид на парцијален пост, каде што на овој вид на пост се базира во главно овој православен пост кој што православната црква го одредила, значи каде што се воздржуваш од одреден вид на храна. Значи ги поделени на вообичаен пост, каде што нема храна, но се пие вода, апсолутниот пост кој што ниту храна, ниту вода, и парцијалниот каде што одреден вид на храна се абстинира. Ако продолжиме понатаму во Новиот Завет Исус во проповедта на гората го спомнува постот заедно со молитвата и давањето. Значи тој вели кога се молите, кога давате и кога постите. И битното е да забележиме за нас како следбеници негови во новозаветно време дека тој не вели ако постите, туку забележете дека кога постите. Не бидете како фарисеите лицемерите кои што постат за да бидат видени. Поентата тука во тие стихови е дека треба да постиме, но кога постиме да не бидеме со цел, да не постиме со цел да бидеме видени. Значи тоа треба да биде за искрена мотивација за Бога. За некои теолози најбитен текст новозаветен во однос на постот би бил Матеј 9:14. Може да отвориме во Матеј 9 глава, 14 стих. Или предходно. Значи во 14 стих каде што Јовановите ученици дојдоа при него и му рекоа: "Зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат?" Исус им рече: "Можат ли сватовите да жалат додека е младоженецот со нив? Но ќе дојдат дни кога ќе им се одземе младоженецот и тогаш ќе постат. Никој не става стара крпа од ново сукно на стара облека, зашто крпежот ќе кине од облеката и скијата станува полошо. Ниту ново вино се налива во стари мевови, инаку мевовите се кинат така натаму." Значи кога прашуваат овде учениците зошто ние Јовановите ученици пости многу, а твоите не, главното е дека укажува на тоа дека постот треба да биде како еден коп, бидејќи Исус е сега со нив, и тој вели, ќе им се одземе младоженецот, значи Исус нема да биде повеќе со нив, тогаш тие ќе постат. И ово укажува на таа битност да се бара Божјото присуство кога тој не е со нас. Значи тој не е со нас, ќе се врати, но до тогаш треба да покажеме дека сме спремни, на начин и сакаме, копнееме, да жртвуваме една основна потреба со цел да го бараме неговото присуство. Или да речеме да го ставиме на англиски да го ставиме стомакот таму каде што ми е срцето или устата. Значи пост како еден копнеш за Божјото присуство. И Џон Пајпер ќе рече, постот е една експресија со нашиот стомак и телото дека повеќе го посакуваме Бог од храната. И дека нема да бидеме поробени од тоа храната да ни биде изворот на задоволството, и дека од време на време ќе се откажуваме од храна за да покажеме дека Исус е поголем од храната. Ако продолжиме понатаму, значи рековме за Библијата и црковната традиција или црковната историја. Во првата црква, во почетокот, постот бил составен дел од животот на црквата. Ова може да се прочита и во едно послание од најрано, значи од првиот век, кое што не е влезено во Новиот Завет, но датира тогаш Дидахија, каде што се вели фарисеите постат понеделник и четврток, но вие постете среда и петок. И може да кажеме дека, да речеме, ако фарисеите има еден, пример, не знам, легалистички пристап кон постот ригиден, може би има и овде во ова послание, да речеме, каде што се вели, вие не постете како нив постете среда и петок. И тоа може да има таква една, да стане легалистичка тенденција, ама во секој случај гледаме дека биле сериозни за таа работа. И вообичаено се постало, како се постало, да кажеме, во тоа време постеле вообичаено од зајди сонце до другиот ден до. Значи, речеме, зајде сонцето, од тогаш почнува постот до другиот ден, додека зајде сонцето се јадело еден оброк, еден лесен оброк,
И тоа било 24 часа. И има исто така периодични пости како што има, како што имаме и денес православната за Великден, каде што 40 денови црквата постела на многу сличен начин како што гледаме и дека муслиманите го прават тоа за Рамадан, каде што 40 денови јаделе само по еден оброк навечер, сосем мал оброк после зајдување на сонцето. Тоа било за време на пред Великден. И како што идело времето, од оно што можев да го видам и да го сватам и да го прочитам, оваа практика си траела многу долго, нормално, на различни места, можеби поразлично малку, но траело доста долго, барем, да речеме, дока 18 век, секој што сакал да биде онака сериозен, посветен верник, се очекувало дека би требало, да речеме, да пости барем еден ден во неделата, минимум. И кој ќе дојме до еден од највлијателните, според мене, водачи христијански, барем во протестантскиот свет, Џон Весли, тој ја следел исто така таа практика и постел среда и петок, од зајде сонце, некој што кажеме, до другиот ден. Он го правил тоа до 15 часа, до 3 саат. В тоа време самиот ден почнал многу рано, кој ќе ги завршил сите обврски во 3 саат кој ќе дошол дома, јадал. И за него запишано е дека не поставувал, не би ракоположил некој во црквата доколку не би се согласил да не би бил согласен да пости исто така во среда и петок. И видиме понатаму дека скоро сите поголеми пробудувања или иницијативи кај христијаните се родиле преку молитва со пост. И нема да ги набројам, има доста. Ќе спомнам само за еден од најголемите проповедници Чарлс Спрџен, кој што вели дека кога неговата црква постела и била во молитва, тоа биле најславните денови, дефинитивно, вели како да небесните врати вика не ни биле никогаш пошироко отворени. Гледаме дека ни цела Библија луѓето постат, од раната црква било тоа навика и низ вековите гледаме дека до крај 18 век била една стандардна практика. Ако дојме напред, 25 септември 2022 година, каде би биле ние и каков е ставот денеска на црквата во однос на постот? Разгледав неколку статистики кои што нормално може да очекуваме дека се од Америка, каде што се прават вакви статистики често, но до што моето мало искуство ќе сумирам дека има огромен пат во однос на тоа колку редовно се практикува постот. И верувам дека би се согласиле сите да не давиме со статистики така натаму, но и се прашаме зошто, да речеме, се дошло до оваа ситуација, зошто се дошло до тоа да сега на постот не се гледа воопшто како што се гледало наназад. Не би има повеќе работа околу тоа и можеби кој би знаел, можеби баш само една од причините поради која црквата можеби се наоѓа во онаа ситуација во која што се наоѓа, баш можеби една од работите е поради тоа. Поради тоа што постот е запоставен или фатил прашина, да речеме, на таа некоја полица на духовните дисциплини кои што ние ги практикуваме. Има многу причини. Од она што јас размислов, она што ми дојде на уме дека ние како црква не сме од светот, но ние сме во светот. И ние сакале или не ќеле, светот нам ни проповеда исто така. Светот проповеда постојано, преку филмови, преку реклами, преку YouTube, преку сите работи, светот или сатаната, да речеме, преку светот ќе проповеда својата порака. И особено во последно време популарно животниот светоглед, хедонизам, целта на животот, најголемото нешто е задоволи си ги желбите, тоа што сакаш, биди, прави што ти убаво, прави, следи си го срцето, следи си ги желбите, инстант задоволување бара човекот и ми текна на инстант задоволување на овие што се ги гледаме колку се множат овие брзи кредити, краткорочни што се јуте, могу, кажите тие, колку брзо растат, предпоставам растат затоа што човекот, секако има потреба од финансии, но тоа инстант сега, тие даваат одма, брзо за сега, што ти треба, може да си земеш одма само на телефон, се јавуваш и ти пуштаат пари, човекот сака
брзо да си ги задоволи своите потреби. И од друга страна исто така сум приметил, често пати се случува дека гледам прејадувањето или ексцесивното конзумирање на храна како да не спаѓа во некоја, значи како да спаѓа во некој норматив, како да е нормално, веќе не се зборува за тоа како да е некоја грешна можеби навика, тоа стана нормално, човек да се прејаде нема никаков проблем, значи ексцесивно конзумирање и фрлање на храна стана нормално. И во еден ваков свет, пример, во кој што живееме ние, идејата за пост многу е луда, мислам, зошто некој би воопшто би си скратувал телесно задоволување, пример. Или ќе се рече морало да се јаде, пример, не знам, 3 оброка измеѓу грицки, благи, се тоа постане некако дојде да биде нормално. Ако не јадеш така, нема да влезеш доволно нутриенти, па ќе се разболиш по нешто. Значи генерално земено до нешто истражувањата го покажуваат медицински е баш далеко од вистината и веќе тоа се покажува дека нема потреба човек толку многу постојано да конзумира, туку добро е да има паузи, добро е да има значи еден одмор каде што телото ќе се направи. И сега можеби сето ова би на нас ни влијаело со текот на годините, па затоа со текот на времето малку по малку, значи се сообразуваме можеби со светот или забораваме на оваа работа која што гледаме дека била многу сериозна со текот на времето во црквата. Во Римјаните 12 глава, првиот стих се вели 12 глава. Затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост да ги пренесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да спознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Може би само ова дел, да речеме дека црквата малку по малку се сообразила, да речеме, со световните навики на јадење, да речеме, и се запоставил, да речеме, постот како една редовна практика. Може би тоа е само така, наше да видиме со текот на време, да откриеме и да своите мотиви да си ги видиме. И во ваква ситуација, ако ние дозволиме како црква, како христијани, да не носи, да речем, тоа некое нормално световно живење, пример, многу лесно телото ќе ни стане Господи. И ќе има многу поголем авторитет од оно што треба да го има, од оно што ќе му го дадеме ние. И ако видиме дека храната има многу поголема моќ од колку што си мислиме, доволно е човек да проба 1-2 оброка да ги тргне и да видиме што излегува од нас. И тоа е добро, мислам, добро е да се проба тоа, бидејќи од една страна, значи во насока на она позитивното постоење што кажуваме дека постиш, го бараш Божјото присуство, копнеш за него, од друга страна гледаш како кога немаш храна, почнува тебе што е она што искача прво, дали гордост, дали гнев, некој дали без, што е тоа? И тоа е добро за да човек се само спознае, да види до каде и што е. И ние сме слободни да правиме што сакаме. Но не е се полезно и мораме да тренираме за да можеме вистински во слобода да живееме, а не во некакво робство. И ако се запрашаме ние пример како би требало да постиме. Тоа што би требало да се каже дека ние не сме под некој ригиден закон, дека морало вака или морало така. Црквата си имала практика, пример, среда и петок, и ќе видиме дека и во православните време среда и петок се уште е одреден ден за пост, но она што Исус го кажува, нели, што го прочитаме е дека, нели, ново вино во нови мешини, во донос на духот битно треба да биде во наш контекст дека тоа треба да биде направено под водството на духот и со една искрена мотивација за да се бара Бог, за да се интензивира молитвата, не да биде ригидно и круто сега постам, па не знам со со поише телото го храниш така отколку што го сузбиваш всушност. Значи треба да биде духот како ќе не води. Би прочитале, мислам дека уште еден пасус кој што е можеби доста битен на оваа тема. Ако сакаме некој друг нека го прочита, Галатјаните 5 глава, слободно доброволец некој, Галатјаните 5 глава од 13 до 25 стих. Значи од 13 до 25. Вие, браќа, повикани сте кон слобода, но слободата ваша да не ви служи како повод за угодување на телото, туку со љубов служете си еден на друг.
Зашто целиот закон се извршува во еден спор, односно сакај го ближниот како самиот себе. А ако пак меѓу себе се гризете и јадете, пазете да не се истребите еден со друг. Ви велам, живејте по духот и нема да им угодувате на телесните страсти, зашто телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Тие се спротивни еден на друг, за да не го правите она што го сакате. Ако ве води духот, вие не сте под законот. Делата на телото се познати, тие се блудство, нечистота, бесрамност, служење на идоли, магија и непријателство, кавги, ревнување, гнев, раздори, расцепи, зависти, пијанство, пирови и други слични работи. Однапред ви велам, како што ви реков и порано, дека оние што го прават тоа нема да го наследат Царството Божје. И до 25. А плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост и против такви нема закон. Оние пак кои се Христови го распнаа телото свое со страстите своји и похотите. Ако живееме со дух, по духот сме должни и да постапуваме. Амин. И само да спомнам во однос на овој дел, кога се кажува тело, ние не сакаме да западнеме во некој си аскетизам односно дека телото е лошо. Бог го создае телото, материјалното тело, и тоа е добро, значи не идеме ние во таа насока. Кога Павле говори телото, се мисли не на телото како тело од материјал, што значи туку се мисли на грешните телесни похоти. И за тоа е она кое што вели да се бориме и да ги зауздаме. И кој ќе видиме тука вели не сме своји. Всушност таа една мотивација дека ние не сме своји, дека со се и со самото тело треба да го прославиме Бог, да не си угодуваме, да не бидеме робови на телото и да си служиме еден со друг. И гледаме дека нема закон за вакви нешто кога човек оди во духот, кога го сузбива телото, тогаш се движи, да речем, во една правилна насока. Една од најдобрите дефиниции за постот што најдов, ќе прочитам од Августин, кој што вели: постот ја чисти душата, го воздигнува умот, го подчинува телото на духот, го прави срцето скрушено и понизно, ги растргнува облаците на желбата, го гасне огнот на похотата и ја разгорува вистинската светлина на целомудрието. Ќе прочитам уште една беше доста работи. Значи, постот ја чисти душата, го воздигнува умот, го подчинува телото на духот, го прави срцето скрушено и понизно, ги растргнува облаците на желбата, го гасне огнот на похотата и ја разгорува вистинската светлина на целомудрието. И навистина од оние што имам слушано луѓе, значи од нивните искуства, навистина кога човек пости вистински, со искрени мотиви за да го бара Бог и се моли, тогаш самата молитва се интензивира, значи се разгорува, некако станува многу подлабоко тоа искуство. И јас би спомнал од моје искуство, пример, јас имам постојано многу пати со погрешни мотиви, значи многу пати со некоја си телесно, да речем, значи каде што ја сум се мачал повеќе, да речеме, или не било тоа направено баш онака за да го бараш Бог, кога треба, пример, кога го следиш духот дека те тера, туку поеш да се докажеш на себе се, моја се нака војнички, ве стегни зајавиќе. Значи не би требало да биде така, но можам да кажам дека во моментите кога било направено така, од правилен мотив и во правилното време, кога духот ме водел, тоа ми биле најславните, да речем, најблиските моменти со Бог, најинтензивни, да речем, каде што навистина како да се разгорува нешто, како да таа светлина почна да блеснува. И веројатно ми се допадна овој цитат. И сега би рекле зошто, нели, освен ова што го кажеме, зошто некој би постил, би кажал на брзински 3 причини зошто би постил. Би кажеме да го изгладниме телото, односно грешните телесни похоти, и да го храниме духот. Тома Кемпински ќе рече: воздржи се од прејадување или ненаситност и ќе можеш многу полесно се воздржиш од сите останати похоти на телото. И ова е начин да се направи телото да не биде наместо непријател, да не биде во борбата сојузник. Втора причина било да, како што кажа, да засилиме и интензивираме молитвата и да ни порасне верата со тоа. И би сакал да спомнам еден пример
кој што некој пат е контроверзно, ми се чини дека не е контроверзно, сосема едноставно. Ако се сеќавате во Евангелијата, кога на Исус ќе му донесат едно момче кое што ќе биде обседнато од демон, кој ќе му каже: го донесов кај твоите ученици, но тие не можеа да го изгонат. Исус ќе каже: од до кога ќе ве трпам, маловерни. Донесете ми го момчето, ќе го изгони демонот. Потоа неговите ученици ќе го прашаат: зошто ние не можевме да го изгониме? Тој вели: овој род се изгонува само со пост и молитва. И работата е дека суштината беше дека тие не можеа, заради тоа што ги нарекува маловерни, затоа што нема вера, че нема доволно вера, и само кога вели овој род може само со пост и молитва, имплицира на тоа дека кога човек ќе биде во пост и молитва, поради таа, не знам, близина со Бог неверојатно, тогаш расте во таа вера и во тој авторитет кој што го има со Бог, и дефинитивно и мора да признаеме дека има поврзаност меѓу нашата светост, нашата посветеност кон Бог и она духовна моќ која што ја имаме. Значи, колку посвети сме, колку по-посветени, да речем, во Бога сме, и колку повеќе ни се зголемува таа вера, толку и поголем пристап имаме кон таа духовна моќ. И тоа треба да ни биде мотивација да се посветуваме уште повеќе на тоа. И трето би рекол на кратко, добро е да се постави пример за да бидеме и во солидарност со оние што немаат, со оние кои што немаат да си приуштат 2-3 оброка, ниту некој пат еден. И да некој пат ќе бидеме и подсетени, кога не јадеме, ќе се подсетиме и како име нови луѓе кои што немаат. И можеме исто така тие пари кои што би ги заштедиле пример од тие оброци да ги дадеме на некој од тие кои што имаат потреба. А исто така и една практична причина е дека кога постиш многу повеќе, можеш, значи тоа време кој што го потрошил во јадење, можеш да го потрошиш во молитва, во читање, значи исто така не губиш време за да подготвуваш храна или да чистиш, речеме кога си дома, самата подготовка на храната, самото расчистување на тањери и така натаму потребно време, така да и во таа насока практично тоа е еден аспект. Има уште многу и телесни бенефити кои што ви може да се кажат и за кои што веќе има и доста истражувања, но нема да навлагам, тоа може во некоја друга прилика, ги има многу навистина и доста имам истражување на таа тема. На крајот на криштата, кој ќе го видиме се тоа, дека постот, абстиненцијата од храна, воздржувањето е една редовна практика која што гледаме дека е библиска уште од воспоставувањето на човекот и во животот на црквата. И кој ќе видиме кај сме него и се свртиме, не би требало сега да биде една поента кога гледаме дека еве, да некој сум ја од ова, ќе си речем, не е поентата сега една да си навијаме на вина, туку да се свртиме кон оној кој што знаеше за слабоста на неговите ученици, сепак ги воздуби до крај, кој што знаеше дека ќе го предадат и сепак се препаше со крпа, ги воздуби до крај, ги изми нозете. Значи нашиот фокус да биде кон него, кон оној кој што знае се. И тој кој што знае се, еден ден ќе се враќа, до тогаш да ревнуваме за тоа негово присуство, да го бараме и да ни биде мотивација. Боже, дојди, како што и Живко кажа на почетокот, тоа што не разликува како христијани било што друго е, самото тоа Божјо присуство кое што кога го имаме, тогаш се навистина таа разлика прави помеѓу нас и помеѓу светот, оној дух кој што тој ни го дал, кој што свети во нас. И мотивацијата е најбитна од се, да не забраваме, што спомнам за себе си, за други луѓе. Значи, мотивацијата е најбитна од се, бидејќи не е исклучок постот во тоа. Било која добра работа, практика, духовна дисциплина, што год да е, ако е направена со лоша мотивација, нема вредно. Значи, ако е направена со, не знам, себични мотиви или ние да се прославиме, тогаш нема да, таа е безвредна и нема ни сила. Во Исаја можеме да прочитаме за еден таков пост каде што ни вела: Боже, зошто постиме ако ти не гледаш? Но Бог им одговара: вие кога постите, всушност сте себе насочени, правите вакви, тие ги набројува сите работи. Исто така за фарисеите, Исус кажува лицемерни дека го прават тоа само за да се покажат пред луѓето. Ќе завршиме, би сакал да завршиме со еден пример од Дела апостолски, каде што Новозаветната црква се моли. 13-та глава, ако сакате отворете, Дела 13-та глава, од 1 до 4 стих. Вели: во Антиохиската црква
Имаше пророци и учители. Варнава и Симеон, наречен Нигер, па и Луци Киринеец, Манен, кој беше воспитан заедно со четировласникот Ирод и Савле, и кога му служеа на Господа и постеа, Светиот Дух рече: одвојте ми ги Варнава и Савла за делото за кое ги повикав. Тогаш, откако постеа и се помолија, ги положија рацете на нив и ги пуштија. И тие така, испратени од Светиот Дух, слегоа во Селевкија и оттаму отпловија за Кипар. Тука гледаме дека раната црква го бара Божјото присуство, се моли и пости заедно, и Светиот Дух, значи, им кажува: одвојте ми ги Варнава и Павле за делото за кој што ги повика. И само да замислиме, чисто не замисли. Што ако овој заеднички пост на црквата го смени целиот тек на историјата на христијанството? Може би е грандиозна изјава, еве да видиме. Значи, Светиот Дух им каже: одвојте ми ги Павле и Варнава, црква да ги прати нив, и тие отидоа и од мала црква која што беше, го проповедаа словото, значи, насекаде. Павле замина, апостол Павле замина, основа цркви, и 13 всушност книги од Новиот Завет ни се врз основа на тоа, на црквите кои што апостол Павле ги основа. 250-300 години подосна гледаме од една мала црква, понатаму гледаме дека скоро цело царство исповеда христијанство. Добро, може би номинално на секој случај, но сепак гледаме како се расшири христијанството и како еве денес, после 2000 години, денес околу бројката во светот е дека околу 2,3 милиарди следбеници на Христос има, и може би сето тоа и денес ние кај што сме, да речеме, да замислиме, е дека резултат на таа една заедничка молитва со пост на црквата, со желба да се бара Божјото присуство, и каде што Светиот Дух им каже: пратете го Павле и Варнава. Зашто нели, може би бара од Бог, може би бара: Боже, што да правиме следно, каде додиме, што да направиме, Светиот Дух им каже. И ова може ни даде надеж и на нас дека и ние, кој би знал, кој можел да каже колку многу ние како заедница, кога би се собрале, да речеме, и кога почесто би се договарале да постиме заеднички, да се молиме, кој би знал како би се сменила, не знам, македонската историја, или и понатаму, и пошироко, нашето, значи, не знам, нашето мало Скопје, Македонија. Не би можеле навистина да знаеме, но наше е да го бараме Бог, да се обидеме, да бараме со Негова помош, да одиме напред, и кој би знал каде ли ќе стигнеме заеднички со Божјата помош. Тука од прилика би завршил и би дал само еден предлог. Не зборав со Живко претходно за ова, само ќе споделам дека во нашата црква, од кога го споделив, значи ова, се договоривме да имаме ние во среда во обичаена молитва, се договоривме да тој ден кој сака, нели, нормално како што кажеме, кој сака, кој има желба, и на начин на кој што сака, дали со еден оброк, со два, со цел ден, да се договориме да ни биде тој еден заеднички ден на пост и молитва, и кој ќе се собереме, значи тоа беше од вторник навечер не јадеме, и во среда кој може, кој сака да издржи до вечерта, до 6 часот, или пример не е битно. Може еден оброк, може кој како има желба и како мисли дека може. Се собравме, значи, во 6 часот за молитва, заедно се молевме, славевме, и потоа направивме заеднички оброк околу 7:30. И може да кажам дека наистина беше некако поразлично, некако беше по-друго, и мислам дека ќе се потрудиме, како што разговаравме, да го направиме на редовна практика. Така да што ова е мој предлог, може би, мислам, вие нормално како црква ќе се разговарате, кога имате молитва, не знам кој ден имате, може да си го одредите тоа и заеднички да го завршите тоа со еден оброк, онака со заедништво. И да видиме каде ќе не носи Бог со тоа. Така тука би завршил. Фала ви за вниманието. Амин.